По покана од градоначалникот на општинската народна власт на Вуши, Јанг Куан, делегацијата од општина Кочани, составена од градоначалникот Радко Димитровски, председателот на Советот на општина Кочани Јордан Димитров и раководителот на одделението Зоран Христов, во изминативе 6 дена ја посети Народна република Кина. Целта на посетата беше да се воспостави интензивна стопанска и аграрна соработка меѓу Кочани и Вуши, заради што на официјален прием кај градоначалникот на Вуши, Ванг Куан, свечено беше потпишан меморандум за соработка на двете општини. Вуши е општина што се наоѓа во најразвиениот дел на Кина, на 100 километри од Шангај, со 6,3 милиони жители. Во рамките на посетата, нашата делегација оствари работна средба со Комисијата за земјоделство на општина Вуши, на која беа презентирани капацитетите во земјоделството на двете општини, со осебен акцент на одгледувањето и производството на оризовата култура. При тоа се разгледа можностите за соработка на ниво на институти со цел да се развијат хибриди за квалитетно оризово семе, кое што би одговарало на поднебјето во Вуши, ни изјави Радко Димитровски, градоначалник на општина Кочани. Делегацијата од Кочани го посети Институтот за унапредување на производството на жито и ориз во Вуши, каде што се запознаа со технологијата на напредно мониторирање и контрола на параметрите и на амбиенталните услови за одгледување жито и ориз. Нашата општина, истакна Димитровски, ја искористи можноста на свој штанд да ги представи Кочани и Република Македонија на меѓународниот саем за земјоделски и други стоки. Во рамките на економските состаноци, делегацијата имаше состанок со Јао Јанхуа, председател на Народниот конгрес на општина Вуши, и со членовите на делегацијата од Вуши, на која беше разговарано за можностите за стопанска соработка помеѓу двете општини. На одделни средби со високи представници на компании кои што соработуваат со конзорциумот Амфенол, се разгледувани можности и начините за пренесување на дел од нивното производство во Кочани. Нашата општина ги презентираше можностите и начините на продажба на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, со кое што располага локалната самоуправа. Исто така беа представени капацитетите на општината и можностите за инвестирање во неа, истакна Димитровски. Се очекува делегацијата од Вуши да ја посети општина Кочани во август оваа година.